Дали си панк затоа што си панк или затоа што си од Ченто? Тоа иде едно со друго. Здраво живо! Ја гледате 25-та епизода на Анекта. Минатата недела, поради тоа што моравме да ја однесеме Анекта на One World Romania, интернационално и да ја представиме и таму, не можевте да гледате нова епизода. По 12 часовно возење Букуреш-Скопје и одмор, мислам дека не треба некоја посебна најава за оваа гостинка, но и те како е потребна поради тоа што Дино Јашари со само 24 години го освои целиот Балкан и тоа пеејќи на македонски јазик. Ја доби наградата Милан Младеновиќ пред 2 години за незината песна Дома и може да се каже дека веќе интернационално станува едно од попретпознатливите поп имиња. Со неа зборувавме на многу теми. Каква е алтернативната сцена во Македонија, споредбено со тоа како се третира културата во една Хрватска, Србија и Словенија. Секако, ги спомнавме и релациите помеѓу Драчево, Ченто и останатите делови од периферијата на градот, така што мислам дека тоа ветува дека ова ќе биде на успешна епизода. Јас не би ви откривала многу. Би ви кажала само да уживате во наредните 2 часа разговор со Дина. И секако, немој да заборавите да стиснете лайк и subscribe, да не слушате и да не заследите исто така и на Spotify за оние кои сакаат само да слушаат подкастот, а да не гледаат, што за мене не е во ред, ама ако е тоа ваша лична преференца, тогаш направете го тоа. Важно ни е да достигнеме одреден број на следачи на YouTube, за да можеме да станеме YouTube партнери. Аналитиката се уште покажува дека најголем дел од луѓето што ја слушаат Анекта немаат заследено, така што заследете не боли, без пари е за вас, но тоа за растот на овој подкаст ќе значи многу. Не ми се верува дека стасавме до 25 епизоди, тоа е четврт од 100, може би вака изгледа малку, но е многу работа и ми значи многу и многу сум среќна што Анекта и понатаму секој петок носи нова приказна. Значи, уживајте во приказната на Дина Јашари. Како си, Дина? Јас сум добра, јас сум супер. Како си ти? Фала ти, прво фала ти многу што дојде, се договоривме после Данска дека ќе дојдеш да гостуваш. Времево не ни се погоди, ама ме потсети на твојот концерт во МКЦ, каде што никој не си отиде до крај. Леле, браво што го спомна. Да, тоа е уствари мојот прв, да речеме, нормален концерт во нормални услови, пошто ја нели релативно почнав за време на ковидот и тоа беше прв концерт што беше така надвор и што беше со публика во живо и беше цел ден во неизвестно 2021 јули мислам дека беше. И баш беше во неизвестност дали воопшто ќе се случи концертот и како што кажа ти имаше луѓе и заврна во магичен момент заврна зашто тогаш ја пеев дома и текстот имам во текстот и на дожд и на ветер. Ми е како дома, така да ете. Тоа се случи и денеска ја врна дожд, па не спречува да споминеме убаво. Да, може би ова има некоја символика. Вие се вративте заедно со Македониум од Данска пред 2 недели, како ќе му дојде крај на март? Така нешто, да. Да, последните денови од март беше. И да, многу интересно искуство беше. Бевме во Копенхаген, околу 30 души од Македонија. Како цела екскурзија ни беше. Јас видов само Оро дека се игра прво во Крушево, ама видов дека има и таму Оро што ти го најави. Да. Дека ќе се случува. Видов баш цел оркестар, и исто така и артисти, пејачи. Зашто точно станува збор? Малце ми беше чудно и во исто време и убаво што видов дека нешто такво во Данска сте однеле. Да, па тоа е интересен проект што, значи, бендот Ефтракlang, што е од Данска, има дојдено во Македонија неколку пати последниве 10 години и многу се заљубиле во земјата, во народот, во како ние функционираме
и се запознале со Грга, уствари Грга ги букирал за нивните концерти и дошле до идеја да дојдат тука и да заедно со музичари од од земјава да пробаме заедно нешто да направиме и значи лани април дадовме концерт пред Македониумот во Крушево и буквално во 5 дена го спремивме концертот. Тие дојдоа со нови материјали, недовршени песни, на кои што ние додадовме некои наши работи. Значи таму учествувавме јас, Ива Дамјановски, Мартина Бараковска, Стефан Стојчевски, Дејан и Јане. Презимињата ќе ми текнат после. И многу интересна склопка на луѓе, значи имаше и народни инструменти, традиционални елементи се додадоа, се измеша некаква таква западна музика со нашава. И не знам, многу интересно и сето тоа се снимаше и направија документарен филм од целото тоа искуство. Таму во Данска? Не, мислам, они си има екипа. Да ми текне. Нема врска, после ќе кажам. Има екипа што снимаше целиот процес тука, додека се спремаме во Крушево. Не, ама тоа е нивна екипа, така не се луѓе од тука што снимале, туку нивни луѓе, филмаджи. Да, Андреас Јонсен, на него мислев, сакав него да го спомнам, тој е режисер и снимател на документарецот и сега значи има документарец кој што се даде за прв пат во Копенхаген на Копенхаген Докс и по тој повод бевме ние сите таму. И се даде филмот, јас тогаш прв пат го гледав филмот, уствари. И едва и чекам да го гледаат и луѓето тука, значи на 11 јули на Cinedejs. Значи пак некои преубави работи ќе се случуваат надвор во МКЦ, ќе се даде филмот и потоа ќе го дадеме концертот. Така да едва и чекам да се случи истото тука. Така интересно беше дека лани во Крушево кога го дадовме концертот се заигра Оро. И данците ни рекоа немојте да очекувате нешто многу дека може да се случи во Данска, ама ете се случи и јас некако тоа го манифестирав. Да. Имаше нешто 5-6 македонци имаше во публика. Да го поведат Орото. Да. И ние се симнавме и заигравме и данци заиграа со нас Оро и не знам, тоа ми беше еден од моментите што ми потврди дека знаеш кога имаш сомнежи дали си на вистинското место, дали треба да се бавиш со тоа што се бавиш, особено во музиката е многу често прашање што човек си го поставува. Па ете тоа беше еден од моментите кај што си реков супер е, на супер место сум и баш ова треба да го правам, ова е магично. И се надевам дека проектов ќе живее и дека филмов ќе се дава и дека и концертот ќе го даваме затоа што е баш фузија на луѓе, на различни карактери, а исто ќе го спомнам и женскиот младински хор од МКЦ исто учествуваше, што со нивните гласови придонесаа многу во целото тоа. И се надевам дека ќе можеме и да го снимиме тоа, да излезе како албум и дека ќе живее проектов, затоа што е баш доказ дека не постојат јазични бариери и граници кога се работи за музика и многу сакам кога се случуваат вакви работи. А баш ке те прашав што било тоа што ги натерало баш во Македонија и со македонски артисти да соработуваат, затоа што прво и географски сме многу далеку, јазиците ни се многу различни, културите се многу различни, не изгледаме нималку слично. Што ги тригнало тука за да направат вакво нешто? Вас предпоставувам, знам што ве понело, еве го спомена ти, нема, колку и да е клише, не може музиката да има јазик и убаво кога има вакви спојки. Што ги натерало толку? Може се прелажале со храна во наша убава? Па сигурно, да, они се многу такви луѓе, они се вистински уметници и уживаат во животот и многу сакаат да истражуваат и да наоѓаат смисла во работите и многу се заљубиле во народот тука, како и фасцинантно има како ние функционираме, како немаме осет за време, како не планираме работи месеци однапред, туку од денес за утре живееме, што и тоа е интересно за нив особено. И нели имаме многу добра квалитетна музика и храна и ја мислам дека тоа се доволно работи да човек се заљуби и да и плюс мислам дека луѓето се најголем фактор, пријатните луѓе.
И морам да ги спомнам во проектов Трипе, да го спомнам, кој што беше задолжен за како ќе звучиме на сцена и снимање аудио и такви работи. Грга, Марга, Русе, Фичо, кои што се од МКЦ тимот, кој што се погрижи се да тече како што треба. И така да, ете, и тие моменти се многу важни кога станува збор за таков еден проект. А што беше точно твојот удел, затоа што ти и пишуваш, и компонираш, и да не редиме долга е листата, некогаш се чини како да си one woman show. Да, така. се трудам. Па, и јас искрено не знаев во што се впуштам, само знам дека Грега ми кажа, ќе дојдат Ефтеркланг и ќе се прави нешто, некаков концерт и мислам дека во вакви процеси е најважно човек да е отворен и да само да се вози во моментот, затоа што ја не знаев што ќе правам, дали ќе свирам, дали ќе пеам, дали ќе пишувам нешто. Испадна дека од се по нешто правам. Не знам, на укулеле свирам на една песна. Во главно сум вокал и не знам, заедно пееме. Имам еден дел кај што прво пее Каспер е пејачот, он пее на англиски, па влегувам јас на македонски во една строфа, јас ја напишав таа строфа, па така, многу беше отворено кој што ќе прави, има моменти на, не знам, во самиот концерт има соло гајда и бас соло, например, свират. И сега да не откривам се, ама има многу такви интересни моменти и сите заедно вклучуваме, даваме нешто од нас и сме заедно. И мене тоа многу ми се свиѓа затоа што ми беше интересно во овој проект, пошто не бев ја таа што е во центар пажња, како што е во мојата музика, нели? И убаво ми беше да се ослободам од тоа и да заедно со други луѓе да бидеме креатори на нештото и да не е никој напред, туку сите да сме едно. А тоа притисок си е, бидејќи сега го спомна, притисок ти е дека ти си во она што ти го правиш центарот, затоа што нели е Дина Јашари и друга. Да. Епа така е малце како меч со две острици, како има и нели иронично да речам дека не ми е убаво кога јас тоа го правам и од таму сум почнала и тоа ми е поентата, ама си носи и некои своји одговорности дека ти си напред и ти го водиш нештото и некогаш е убаво кога ќе се ослободиш од тоа, кога ќе се ослободам од тој притисок дека јас сум напред, туку дека полабаво ми е, не сум цело време нели јас во центар пажња. А во мојата кариера многу природно сум дошла до тоа. Не е дека јас сум посакувала да сум јас некоја звезда или нешто. Туку мислам и не ни сум. Ама сум почнала од нешто што сакам јас да го кажам, некаква потреба сум имала да напишам, прво лично за мене, а сум стигнала до момент кај што тоа било приметено и така го пласирам. И секако не сум јас и сама во ова, пак имам нели бенд кој што стои позади мене и е со мене во се. Ама ете, сепак е мојата приказна, нели? Тоа се моите текстови, тоа е мојот живот и е многу убаво и е ранливо и треба храброст за да се прави тоа. И не знам, вајде дадов некаков одговор. Исто во овој подкаст Калјо даде на многу убава дефиниција за твојата музика и за тебе, сметам. Дина Јашари ја слушаат и метал. Некако ти се појави во пикот твој, да речеме, беше во на карантин време, корона, имаше сешен од МКЦ, ако не се лажам, каде што баш вакане на фотелја седите и пеете и свирите. Многу е чудно што се оно што ти го правиш, не може да се каже дека е дел од естрада, ти си сепак дел од андеграунд сцената, но се чини дека тебе те слушаат сите. Како што може да се каже за Супер Хикс, што се еден ска бенд, ама Супер Хикс може да се чујат секаде во сечија кола, во молови. Не знам тоа ниво дали се уште го имаш достигнато, бидејќи си нели многу помлада, ама некако Дина Јашари може да ја слушаат од металци до луѓе што слушаат турбофолк. Дали го имаш ти истиот впечаток за се она ти што го правиш? Да, па тоа е интересно, пошто јас сум поп музика. Значи јас сум музика што е нели слушлива, лесна, како да ја наречам.
И тоа ми е целта, и јас слушам поп музика и мислам дека и една од моите нели цели е да донесам поп музика која што се надевам ќе биде популарна и ќе биде квалитетна. Тоа дека квалитетна музика ќе биде популарна, тоа ми е усвари една од целите што еве и на светско ниво веќе се случува. Не знам што ми беше поентата, искрено малце се изгубив. Дека Калин ме спомна, да. Иначе да спомнам само дека го слушав подкастот, ти кажав и преска со Калин и цело време викам леле што, значи браво, се што зборувате, се согласувам, така е, точно е. И Калин многу добро ги срочува работите, како е да живееш како музичар тука. Подобро не би можела јас да ги кажам тие работи, цоро викам така е и после мене ме спомнувате и јас се растопив цела. И као фала ви, тоа мене многу ми значи. И сакам да сум квалитетниот поп тука. И спаѓам во алтернативата затоа што и тоа Калин добро исто го спомна дека во моментов имаме многу по-добра underground сцена отколку таа другата, нели, против која што не сме против, ама сме како се на Мора да постојат и двете. Постои, нели, естрадата и underground сцената за да се надополнуваат, ама смешно е пошто underground сцената е 100 пати болја и нема што да се споредува и е многу квалитетна и се надам дека ќе биде тоа популарната музика. Еве овој бранд сега што сме ние на underground артисти што сме во МКЦ пораснати и таму сме свиреле и свириме уште. И се надевам ќе свириме и дека ќе воскресне тоа место. Ние да бидеме популарното. Тоа ми е една од целите. Добро, едно време имаше бран на многу рап артисти кои беа алтернатива. Дел од нив се уште, да речеме, не знам, Елди Пистолеро, Тонио Сан, Да. на Легијата, не снимаат толку многу, но ета тој еден бранд таму, што е Сав, што беа први, ама од нив излезе еден Сладкар и Тони Зен, што сега имаат баш многу голема популарност. Па може би ова вашето што го правите ќе биде вториот бум што рапот го направи пред 15 години, што буквално и Сладкар е, што би рекле ние сите дета од улица, кога имаше рапери на секој чигор, но сега е популарен во целиот Балкан, така што се надевам дека ти ќе бидеш предвесник на нешто такво што следи во поп музиката, затоа што според мене поп музика веќе скори да нема во Македонија. Не знам дали јас доволно не следам артисти, ама ако едно време имаше буквално албуми секоја година од многу поп артисти, сега нема Да, скоро и па сега ич. мислам дека е интересно дека и веќе како жанр не постои тоа поп, туку баш се многу различни жанрови постојат и од сите тие жанрови исплевуваат одредени артисти. И баш си викам, еве, поп, нели, доаѓа од популарна музика, па да не ставиме конкретен жанр, туку баш да ставиме квалитетна музика од различни жанрови да биде популарна. Како, например, еве, јас сум многу среќна тоа што Луфтанза го прават сега и беа на голема турнеја сега, мислам, вака голема за наши, нели, услови и мислам, многу им се дивам за тоа што го прават. И еве, баш треба да се видиме, они мислам дека сега се вратија. И знам дека направиле бум, сигурна сум, сегде кај што свиреле и они треба да се во Македонија од нашите топ артисти, у смисла да се така популарни, пошто веќе се. И онака се надам дека сите заедно, еве и за Доп куќата исто сум многу среќна што нели и они постојат и не знам и Young Daddy на пример исто, нели, и он функционира многу добро. И ние да сме тие што ќе бидеме, не знам, од нашава генерација, што ќе постоиме. Се надам дека ќе постоиме. Да, се тоа е надевам. многу тешко да Зашто обстоите прво. Сега се бориме. Еве, вчера бев на Супер Хикс промоција на албум, постоја 30 години. Секоја чест. Значи, јас се дивам на тоа. Јас постојам 4 години и се прашувам дали ќе постојам. Затоа што е стварно многу тешко да си артист во Македонија и да имаш таа желба и желбата е лесна да се има, ама да тераш и да си
постојан и да постоиш. И се надевам дека сите ние ќе постоиме за 20 години, 30 и ќе вадиме уште албуми и ќе збориме вака, Ќе- може во да. друг формат, ама за 20 Да. години ќе може да, да и ти дека овој направам подкаст интервју. ќе има сезони и сезони и ќе има за што да се зборува и стварно мислам дека сега во моментов се наоѓаме на убаво место во убаво време и дека тоа само ќе оди нагоре. Стварно се надевам. Го спомнавме МКЦ и МКЦ мора да го спомнеме, бидејќи спомна дека се надеваш дека местото ќе воскресне. Мислам дека многу генерации пораснавме во МКЦ, да не зборуваме дека за луѓе како тебе, може би баш желбата да се бават со музика се родила таму, затоа што МКЦ беше на сите Да. нас. Како ти ги гледаш случувањава годиниве, кај нас некако сакаме да не зборуваме за тоа, луѓе што сме директно или блиску до културата и до јавниот живот. Но како ти ги гледаш последниве случувања? Гледам дека постојано сте Да, секоја гласни, недела, да. дека протестирате, ајде Мгм. може да го кажам тоа и така, дека протестирате. Како Да. гледаш ти на сите тие работи? Значи МКЦ е детство на многу деца од Скопје и од Македонија. И на многу начини. Еве, јас на мои 11 години свирав во мандолинскиот оркестар во МКЦ. Значи, јас буквално од дете одам во МКЦ и сум одела секој понеделник и среда таму на проба. После, нели, да не зборувам за одење на концерти и такви работи, театарски представи, изложби, значи од секој вид на уметност. И МКЦ ми даде мене шанса јас да се представам и ме поддржа од првиот ден и се уште имам јас поддршка и сакам да е местото кај што јас до сега немам направено еден голем соло концерт. Сакам да е МКЦ местото јас кај што ќе го направам од голем соло концерт и тоа ми има смисла. И стварно, еве сега секоја недела или секоја втора недела се собираме и протестираме на начин на кој што знаеме и како што доликува. Буквално се собираме и правиме тоа што би го правеле општо во МКЦ. Си свириме, си цртаме, се дружиме едноставно. Нели, бифето не работи сега и си носиме сами пиво и што и да е. И едноставно, не знам, се надевам дека овој наш некаков гест укажува на тоа дека нас ни треба тоа место. И до пред некое време, за жал, беше единственото место кај што може човек да одржи некаков настан или концерт или што и да е од таков тип каков што нас ни треба. И јас имам надеж дека може да се средат работите, се додека има луѓе кои што се спремни да се борат. Имам надеж дека може да оди на подобро, затоа што и порано, нели, имало некоја дупка од 10-15 години кај што ништо не се случувало со МКЦ, па после се појавила екипа што го направила МКЦ, така верувам јас во тие луѓе и нашата поддршка, ние, децата на МКЦ, сме тука и што можеме да направиме да не знам, да го поддржуваме само. А каде се другите места во Скопје, да речеме, каде што може, спомена неколку бендови, каде што може луѓето да ве видат? Порано скоро во сите летни дискотеки во парк, па дури метал бендови, хардкор бендови настапува. Сега многу места за жал не постојат, затворени се. Отворено е нешто друго што има сосема друг концепт на работа. Каде може еден млад човек кој има свој бенд, без разлика дали е тоа метал, панк, како и да е, има многу. Пред некоја година мислев дека замреа младите бендови и младите луѓе што прават музика и после се изненадив колку многу има. Да. Каде може да настапат? Еве, за МКЦ се бориме. Каде може да се видат тие изведувачи? Може би јас не знам, не е дека немаат своја публика, но никако каде се сега збирните места на сите што се од сцената? Па сега многу надеж ни носи лабораториум. Тоа е едно многу убаво место што е направено, има некои креативни катчиња, скоро се како друг свет е. Да. И препорачувам, значи, луѓе да го посетат. Тоа ми дава надеж дека ќе се случува, дека тоа ни е еден како нов културен центар.
Исто Котур е супер место за секогаш слушање добра музика и авторска музика. А на друго нешто не ми текнува искрено во моментов. Ако тебе ти текне слободно ме Да. дополни ме, Не те ама прашав тие се местата. те прашав Буква е Буква, интересно. да. Да. Ја што викам кафичот на писателите. Да. И тоа е многу интересно дека таму секогаш има луѓе и секогаш има луѓе што слушаат музика. Значи сум била така неколку пати на некои джезови, ама некои така потешки джезови. Секогаш има верни слушатели и тоа ми е многу мило што постои такво место. И така, сепак, знаеш, има некои места, не е дека нема ич, ама секогаш е добре дојдено да имаме повеќе избор и повеќе места кај што ќе можеме да креираме и да слушаме. Да, мислам дека на сите ни фали, се можеби секој својата генерација некако си ја брани, па си кажува дека некогаш имала повеќе или помалку места, но Да, па ете, мене ми е криво Кастро дека не сум го фатила никогаш, а сите го зборуваат. Треба да ти биде. Како, да. Ја вака сега нескромно треба да ти биде, да. Гледаш толку многу време е затворено што не дека сме го заборавиле, ама еве кога ќе го споменеш, одма ќе ти текне на неколку свирки, ама треба да се отвараат места, ова го спомнувам во Анекта, затоа што, како што и моето мото на емисијата, на подкастот, дека јас раскажувам приказни и со тоа што во оваа твоја приказна ќе споменаме дека ни фалат места каде што ќе може да се промовира нашата култура, можеби ќе стаса до некоја институција, бидејќи еден голем важен дел од новинарството и тоа, па да пробаме. Да. И јас сум како тебе непоправлив оптимист, дека ќе смениме нешто затоа што култура на сите ни треба. Да. Ни треба и има луѓе што се и жедни за слушање, за примање култура, ама има и луѓе што се многу добри креатори и треба да има место за тие креатори. Ти многу често настапуваш во Хрватска и во Да. Словенија. Сакав да те прашам, каков е односот таму спрема културата и спрема вас како изведувачи кога ќе отидете, кога ќе ве букираат, ако е тоа правилниот израз Да. за некој настап? Затоа што се чини дека во земјеве, барем што се во Европска Унија, дури во најмали градчиња, најмали клубови, дали собираат 20 луѓе, дали собираат 20.000, не е важно, дека се вложува многу. Јас се изненадив, супер е што на македонски јазик музиката оди многу далеку, се надам дека и погоре од Хрватска ќе отиде и ќе ве слушаат секаде во Европа, но се чини како да имаат многу поздрав однос кон музиката. Многу се поотворени, има многу по-добра, стабилна, алтернативна сцена и да не збориме за услови за свирење и за такви работи што нас не се многу важни. Ама има таму и многу добри слушатели и фанови на музика. И јас се изненадив кога во Хрватска не знам, во некое мало место свиревме и ми дојде човек и ми вика: Дина, ти ја преслушав јас дома музиката. Значи човекот не знае ништо за мене, прочитал таму само Дина Јашари, а кој ќе настапува, ми ја преслушал музиката дома и дошол да го слуша мојот концерт, а не знае ништо за мене. И после тоа ми вика: и уште поубаво ми беше сега што те слушнав во живо, баш ми се свиѓа. Кај нас тоа нема да се случи, мислам не се случува. Да видам јас некој бенд од не знам каде, од Шпанија, непознато име да прочитам и да им преслушам музика и да им одам на концерт. Тоа како навика не се случува и мислам дека е убаво да го донесеме кај нас. Тоа е акт на почит. Да. Дека почитуваш некој сега, знаеш како ти си одвоила од твоето време, се отишле таму, се тоа не е ништо за без пари нормално, ама сепак веројатно некој го вреднува тоа што некој од Македонија дошол да свири музика во Хрватска, што да, е... и дека луѓето го забележуваат тоа и одат и да слушнат. А кај нас многу, например, луѓе случајно се нашле во публика на мој настап и така ме дознале. Што не е тоа лошо, ама има разлика во културата некако. Сега пред некој ден слушнав на некоја анкета, не знам што беше, ми се појави на Инстаграм, кај што прашуваат
ги прашуваат случајни минувачи што мислите за уметност. Што е уметност и дали ви значи уметноста. И мислам дека 50%, не, 70% од одговорите беа ништо не ми значи. И јас се наежив, рака, мислам, ме здоболе главата. Како може луѓе да... Некако не знам, тоа моментот култура и уметност, не може тоа да ни биде приоритет. И како може ништо да не ти значи уметност? Му било каква форма. Како може некој да има таков став? Ајде да замислиме еден ден кај што нема да има музика, нема да има филм, ништо нема да има. Да, нема да има филм, нема да има телевизија, нема да има бои, нема да има. Нема да има слики, нема да има ништо. Ајде да замислиме еден таков ден, кај што влегуваш у продавница, ја штама, се качуваш у кола, штама е, немаш бои, немаш слики, немаш телевизија, немаш телефон. Ајде да замислиме еден таков ден без уметност. Не ми е, стварно не можам да разберам како луѓе така размислуваат. Што мислиш ти за тоа? Па веројатно зашто не сме многу навикнати, туку еве многу убаво го објасни. Толку ни е не вкоренато, туку баш сме навикнати околу тебе, пуштен ти е телевизорот, врти во позадина музика во колата, гледаш некој филм и не можеш да замислиш како е да го нема тоа, пошто ти е навика, ама во исто време не ти значи ништо, пошто онак, не се бавиш ти со тоа, не се бави никој во фамилијата и можеби коренот на тоа да е пак уште едно клише, ама вистина е така, ние не сме солидарни и емпатични како нација. Вас ве прифатиле многу убаво во Данска, затоа и таа држава е таму каде што е, ние сме тука, затоа што не сме солидарни. Човекот што го направил тоа во Хрватска за тебе, го направил од чиста емпатија и солидарност. И да не му се свиѓала музиката. Може би никогаш нема да дојде на твојот концерт. Ама ако ти немаш каде да настапуваш, и мене ми е гајле, зашто утре, доколку на новинарите им се забрани да работат, јас ќе очекувам дека ти ќе ме поддржиш. И може би коренот на тоа што мене ми е гајле, не ми значи ништо уметност, е тоа што ние не сме солидарни. Да, има смисла. Ами онака свесноста или луѓе од типот не слушам јас музика, немам време за тоа. Или за било каква друга уметност. Слушаш на секој санување на кафе. Така, па тоа, да, тоа. Така, интересно ми е како, не знам, се надевам дека ќе се разбуди тоа и со новите генерации дека ќе се, не знам, ќе се извадат тие некои вкоренети незадоволства. А во однос, да речеме, на вреднување на трудот, Ана Голешка, писателката, поетесата, ја знаеш сигурно, она кажа многу една убава работа, пак во подкастот, значи и убави гости имам. Да. Дека многу пати се случува да и кажат, ајте молам напиши ми порака, песничка, мислам, нези е тоа работа, нели? И јас ќе те гушнам така за без пари. Колку ние за тоа немаме осет, ако твојата работа не е физичка работа и ти не одиш цигли да креваш или да лечиш луѓе во ординација, туку е креативна работа, луѓето мислат дека треба да ја шари нешто за без пари да им заврши. Си дошла во такви ситуации? Секој ден. Затоа што тоа ти што пееш или што компонираш, мене ќе ми треба интро за подкастот и ти денеска нешто ќе засвириш. Да, нешто направи на компјутерчето, шо. За ти се случува? Секој ден цело време. И ај, ќе испееш една песна, ајде бе една песна само. Да, тоа е се случува цело време и некако си го имам прифатено и не знам, само наоѓам прав начин на реагирање и вистина е тоа дека не се гледа на музика како сериозна професија и луѓе некогаш се чудат дека јас само со музика се бавам. Ама ете. Дека немаш и друга работа? Да, дека немам сериозна работа. Ама ете, не знам, еве, ќе бидам јас тој човек како треба.
што ќе нема сериозна работа. Што ќе нема уште една работа. Да. Мислам, се надевам дека нема да стигнам. Се надевам дека ќе можам. Мислам, пак и самото бавење со музика е бавење со 500.000 работи во исто време. И е, не е 9 до 5, туку е 24/7 работа. И сериозна работа, не знам, се трудам да го сватат тоа луѓето. Ама мислам дека, знаеш како, од дома имам огромна поддршка од секогаш. И мене тоа ми е доволно. И не чувствувам ни потреба да нешто да се објаснувам. А ситуации секојдневни има цело време и тоа си го имам прифатено. Например, уште не им е јасно на луѓето кога ќе ме викнат да гостувам во некоја емисија, дали е утринска емисија или некоја било каква. Ајде донеси го гитарчето да посвириш малце? Или ај испеј некој рефрен? И се извини, ама нема тоа да го направам, ќе дојдам муабет да правиме ако сакаш. Мене ми требаат услови за тоа. Ако треба да отпеам една песна, мене ми требаат прво добар микрофон за тоа, ми треба тонец за тоа, ми треба мониторинг да можам да се слушам и ред други работи. Као не функционира тоа така. И е многу сериозна работа. И например, пред да почнеме со снимање, го спомна Кесич, ме праша како си помина. Значи, тоа е цело студио посветено само за бендови. Значи, ја местат сцената, местат сета опрема што е потребна. Имаш околу тебе 5 техничари што трчаат околу тебе да те наместат, да имаш за како ќе се слушаш на бина тонец, имаш тонец кој што подоцна звукот ќе го едитира, тонец што те снима, значи сериозна работа е тоа. И треба да се свати кај нас дека е стварно сериозна работа. Дека нема ти да си седиш на фотелјава само и сега ќе си пееме ние. И еве и тоа видео, нели, Чао 2020 Live and Cozy си го крстив јас, што беше снимено во МКЦ, моето, нели, видео што ме вивна. Имаше, јас доаѓам и има 30 души што трчаат околу нас да направат да е како што треба. Као не е само јас си седнав на фотелјата и само си пеев и тоа испадна така. Немало да испадне така ако си се снимала сама со камерата. Да. И мислам, тоа е многу сериозна работа и има многу работи што не зависат од мене за на крајот да биде нештото како што треба. И затоа еве и сега во оваа прилика ќе ги спомнам Трипе, Ерик и Кирца, кои што се техничарското трио, кои што често патуваат со нас и ни се голема поддршка и на сцена и надвор од сцена и за аудио, за светло и за како ќе изгледа на сцена, видео, такви некои работи. Тоа се многу важни елементи за еден артист кој што настапува во живо. А мислиш ли, бидејќи, мислам, овие сите работи што ги спомена, дека неправењето на компромиси кога станува збор за тоа нешто да изгледа добро на крајот, е многу потешко низ процесот. Потешко е се да е квалитетно направено, отколку да прифаќаш и да работиш се. Дали е многу помачно, дали да го монетизираш тоа и да се сработи, отколку да се работи фушерајски, ајде како и да звучи. Колку да се сработи. Колку да се сработи. Потешко ли ти е овој пат што го одбра, ама некако гледам дека си свесна дека тоа е тоа што ќе даде резултати. Да. И мислам, јас сум многу среќна што не сум сама и што имам луѓе околу мене и само така би можела да функционирам, ама е стварно многу тешко кога се трудиш, нели, од сите аспекти да биде тоа добро, а при тоа е DIY, направи сам со ресурсите што ги имаш, а ресурсите се најчесто луѓе, не се пари. И во Македонија за еден артист тоа уствари најтешкиот момент и за тоа цело време си викам као користи го тоа што го имаш и пошто така сум почнала и сега тоа се обидувам да си се убедувам себе си дека така е и дека со тоа што го имам треба да продолжам да правам, зашто така сум почнала пред неколку години. Јас сум од Ченто, во Ченто живеам уште
во мојата соба си купив опрема за снимање, еден обичен микрофон и звучна карта и така ги направив првите неколку песни. Еден спот снимав со стар телефон и тоа ме доведе до да можам сега ова да го правам. И сега во моментов на некој начин нели се очекува од мене. Сега работам на албум и малку осеќам и некаков притисок дека ќе биде тоа слушнато, ќе биде тоа осудувано. Кај што претходно не ми беше гајле, само EP-то го дропнав, само пишав дечки извадив EP, а сега например размислам на многу повеќе работи, што малку ми отежнува, ама во исто време сум благодарна што можам ова да го правам и тука е пак таа некоја борба со некаков отпор во мене да. Добре дојдовте на моето психолошко. На мојот TED Talk. Не се осеќам малце како да сум на психолог, прекини ме ако многу збор. Не, многу добра ти е поентата затоа што прво сите твои спотови, сеона ти што го правиш, мислам дека до тоа е многу тешко да се дојде затоа што изгледа многу лесно. Прво твојот глас е таков, е за на радио човек да го слуша бесконечно. И мислам дека баш таа едноставност е најтешка да се направи. Ако тоа некогаш било од собата во Ченто и многу баш не си мислела дали ќе бидеш викната во Загреб, сега се случило и си викаш како сега пак да звучи ова толку едноставно и лесно, бидејќи баш звучи така, како да ти целата твоја музика според мене изгледа баш така, како да си ти во еден постојан зен, си седеш на тераса со кафенцето, си ги пишуваш песните и тоа завршува за 15 минути. Што така не е сигурно. Да. Па скрос е така, да бе, си седам, си пишувам песни, тоа си правам. Супер ми е, си патувам, си свирам. А у позадина работат 500 дини во мене, кои што работат и пишуваат и мејлови и не знам. И затоа и искрено ќе кажам, стигнав до бърнаут, тежок бърнаут зимово и после 3 години незастанување си земав одмор прв пат. И некако затоа сега се сум така поосвежена и лесно е да не е лесно ствари, тешко е да почнеш нешто. И тоа нешто ми нели тргнува и ги фаќа сите бранови што надоаѓаат. И малку е потешко да се одржува тоа и да имаш уште таа волја, да ја имам јас таа волја, ама да пак ќе кажам, во Македонија сме, значи Калин многу добро ги опиша овие работи. Нели, пак треба цело време да гураш и да се, например, јас единствена работа треба да ми е да си го негувам гласот, да си правам музика, нели, и да си се снимам и да правам музика, што не е единствена работа, тоа се пак 10 работи во едно. А јас надвор од тоа треба со уште, нели, сама се менаџирам и сама комуницирам. Добро, еве сега Лука многу ми помага во тие работи и Грга, ама доста голем товар носам и ми требаше време за да си го прифатам тоа. Интервјуво го договаравме јас и ти. Да. Од другава страна, зашто и ние во новинарството немаме доволно пари за да тебе некој букер ти се јавеше и јас само те видев тука, не да требаше да ти праќам Google Maps и да те пречекувам. Да, и ти исто што треба, исто ти да ги договараш работите, наместо само да си се фокусираш на прашањата што ќе ги поставиш. И сигурно и со многу повеќе работи од ова си се замарала. Ама сме таму кај што сме, си има и во тоа и убавини. Зашто сам на крајот од денот си одговараш и за убави работи и за лоши работи. Ти си крив. Така да тоа си го гледам јас како позитивно нешто. Немам јас зад мене некоја машинерија што ќе ми се заканува ако јас нешто не направам. Така да и тоа е убаво во исто време. Дека сама можам да кажам стоп. Така да ова ќе го правам се додека ми е мене убаво и додека чувствувам потреба. Ако моментот, како што знаеме, со многу светски ѕвезди, што се случило кога влегле во таа машинерија и немале избор, јас го имам изборот и ќе го правам со чиста душа. Кажа дека од семејството имаш голема поддршка.
еве кога си доживеала бърнаут тој тие 3 години, буквално баш што ти биле како на лента, ти помага ли многу па и во таквите моменти твоето семејство? Па да, нормално, мислам, и со таквиот начин на живот и немаш ни многу време да поминуваш со блиски луѓе. И тоа ми беше една од причините што морав да застанам, зашто не може јас да не сум си ја видела мајка ми со месеци. Као не може така, а тука ми е, као нема поента. И исто, не знам, и затоа една од најголемите желби ми беа да отидам, имам во село Оравец, Велешко, живеат баба ми и дедо ми. И тоа ми беше, например, за роденденот мој во септември ми беше. И единствена желба ми беше да отидам на село само и да не правам ништо. И се погоди тогаш спотот да треба да го доснимуваме. И викам, леле, ама добро, го снимивме и тоа беше супер. Помина тоа и 3 дена отидов на село и мислам дека во таквите моменти кога си преуморен и кога не знам, желбите ми беа да поминам време со семејството и да бидам во природа. И да, тоа ми е многу важен момент. Те прашувам ова затоа што претпоставувам дека е многу важна таа некоја стабилност, еве и да не е од дома, но од дома е најважна и луѓе околу тебе блиски, затоа што ти во ова се си влезена релативно многу млада. Тоа е едниот аспект од се, некои многу помлади влегуваат во целиот, вајде ке го кажем и бизнис, затоа што од друга страна е бизнис, ти живееш од тоа. Но беше и корона, сите сме побудалени од тоа, и од корона и од карантини. И сега во едно време кај што бевме и затворени, се појавуваш ти и наеднаш само следуваат една работа по друго. Во време каде што ти претходно не си работела нешто, немаш работно искуство од 15 години или животно искуство, како го поднесе тој притисок? Па и на тоа што луѓе те препознаваат и те знаат, те викаат и за интервјуа. Па не би рекла дека е притисок, јас баш мислам дека се си се случи како што требаше во моја приказна. Единствено ми е криво што пропуштив 2 години од тие најубавите факултетски денови, ама па во исто време може би и уште поубаво, затоа што се посветив на мојава кариера и доволно земав од факултет колку што ми требаше и влегов во некој друг свет вака. И верувам дека се си беше како што требаше и дека си го искористив тоа што го имав во моментот. И се надевам дека така ќе продолжам да функционирам. Не знам што беше останатиот дел од прашањето. Дали ми е притисок вака што сум барана и што... Да, и тоа ми е исто, ме истроши доста, зашто, не знам, например, кога освоив наградата Милан Младеновиќ, и кога бев, ја не очекував, тогаш отидовме во Белград со Лука на самото доделување и очекував дека одма другиот ден ќе се вратам назад, значи ни алишта немав земено, ништо, а не па инструменти, пошто гостував и кај Кесич, се земав укулеле, среќа. И ја освојувам наградата и мене ми се сменуваат наредниве неколку месеци уствари, од тој ден ми се менуваат скроз, наубаво, ама неочекувано. И одма, значи, ја освојам наградата, веќе наредните 3 дена треба да останам во Белград. Треба да снимаме овде, треба интервјуа да давам. По радија, по телевизии, и тоа многу ме збуни, ама мислам дека добро се снајдов. И после во Македонија исто многу медиуми ме бараа да зборувам. Едноставно си го имам прифатено дека е тоа дел од мојата професија. Зашто мислам колку и да не ми е, еве, ја вакви работи многу сакаме, сега си правиме муабети за се што си сакаме и е баш лабаво, ама сега секој ден да треба да гостувам на Сабајле по утрински емисии и некогаш искрено се осеќам како да пополнувам нечие време. Зашто ми се случило да интервјуират врска нема, која сум и што правам. И го осетам тоа. А ме поканил да правиме муабет. И некогаш и тоа се случува. И нели, работата на интервјуерот е да знае барем една реченица да има прочитано за мене, што бе викнал да гостувам. И колку и да тоа не ми е омилен дел од работата, си го имам прифатено и си го работам. Едноставно така треба да биде.
Да, но од друга страна еве како што кажуваш, не сакаш па ни од фрижидер да искачеш затоа што И тоа што секој викаш, си да. го бира патот. Да. Ти си го одбрала ова. Верувам во тоа, нели се појавувам со причина некаква, сега нема да одам и да зборам трач муабети, туку ќе извадам албум, окей, ќе го промовирам албумот и ќе одам на интервјуа. Не знам, периодов на пример ми е потака во молк, мислам, пошто си земав и јас малку време и не настапувам и одбивав гостувања, ама твоево го прифатив пошто мислам прво видов кои се гости ти дошли. Јас го имав слушано подкастов уште пред да ми пишеш и така да со задоволство прифатив пошто ми е убаво, ама треба човек да знае во право си. Треба човек да знае да балансира, да го нема од сите страни. И сега сум, мислам дека во таков Ако помирен тоа е за период. него, мислам ти, она што го правиш како уметник, би немало смисла ти да се појаваш секој ден на телевизија. Да. Ке биде како да имаш два карактери сосема спротивни, што немаат врска едно со друго. Да, и сакам кај мене да е фокусот музиката и мило ми е што така е. Зашто Тоа е тоа е најважно, веројатно на секој артист му е најважно сега. Знаеш добро има како? артисти што не име музиката на прво место, туку е повеќе шоу или како ќе се представат или такви некои работи. Да, ама со тоа што ти го правиш, нема поента, мислам, зашто ќе збориме Да. сега, лиштата од каде ти се, или Да, да, дали да. имаш дечко или кучето дома како ти се вика, што е тоа релевантно за она што го работиш. Мене не ми е. Па да, нашите има медиуми што тоа го бараат. И ќе зборуваат попрво за такви работи отколку за... Да, не би сакала јас да зборувам ништо против моите колеги, но ете, ти си прифатила затоа што ти се допаднал подкастот и би сакала да знаат твоите колеги од сцената дека ова е, како ги викаат сега модерно, safe space. Да. Ова е safe space за уметниците. Safe space, мој Gen Z генерацијо. Така беше, нели, safe space. Да. Ти сама го спомна Милан Младеновиќ, наградата се дава на 21 септември, така Да, на неговиот символично роден на ден, неговиот роден ден. Повеќе од 200 изведувачи песни имало пријавено, колку што знам. Да. 45 или нешто помалку биле во полуфинале, па 11 во финале и добиваш ти за дома награда. Да. Ми спомена неколку пати и во интервјуата гледав дека ти си многу изненадена. Не знам кој друг бил во конкуренција, ама според мене лично таа ти е една од подобрите, поубавите песни мене што ми се свиѓа. Како ја прифати публиката во Србија, во Белград песната дома? Жирито што ти кажа, тие што ја чуле? Па, многу интересно, значи 2022 беше тоа, така пред 2 години. Да. А 2021 бев номинирана со Бој. И Бој беше второ место, за малце ќе ја земеше наградата. И дури имав некој од комисијата, од жирито, што ми рекоа, ти ни беше фаворит, требаше ти да ја земеш наградата. И викам се, тоа е. И втор пат се пријавив, Лука ми... Значи, јас веќе некаков, како да кажам, некакво внимание добив со Бој. Значи, Бој што беше номинирана, веќе ме почна да ме препознаваат. И втор пат се пријавив, Лука ме, сеќам точно на моментот, се возевме во кола и Лука ми вика, ајде пријави се, пак пријави се. И викам, која е поентата сега втор пат, знаеш, глупо е, ако Бој не ја зема, сега тоа е. Тоа е една по друга година. Да, плюс онака, Бој ми е мене најтешката песна што сум ја направила и така моето милениче. Шо со таа не сум земала, нема, тоа е. И му вика, ако пријави се, ако ништо друго, ќе отидеме, ако стигнеш до финале, ќе отидеме до Белград, пошто секако таму се оди на настанот. И, знаеш, убаво е, си гледаш, си запознаваш луѓе, баш е супер, знаеш, така се запознав со многу музичари од Србија, што е многу убаво да си имаме комуникација. И ако ништо друго, ако стигнеш до финале, ќе отидеме до Белград, зашто да не, викам, па право си. И се пријавив чисто за да отидам, да си се видам со луѓе, да запознам нови, тоа е тоа. И одам таму, и ми кажуваат дека ја освојам наградата. Случајно сум облечена во боите на наградата. Значи, сепак не е случајно.
Не беше намерно. До самата церемонија не знаеше дека ти... Не, јас буквално седевме таму на страна од Финалистите, одбината, така? Да. И до читањето, буквално, пошто предходниот победник, Ана Чурчин, требаше да прочита и буквално плико залепено, и вака го отвара и чита Дина Јашари и јас. И мојата прва реакција во мојата глава беше, леле, не, сега рака цело внимание ќе биде од мене, не. И излегувам и одма таму фотографии. Ептен се осеќав како да сум во Холивуд, ме сликаат, јас стојам со наградата, Дина овде, наму. Ме зграпчија, како не знам, многу беше такво интересно искуство. Они имаат многу Цел добри филм направија. И одма одев по емисии, гостував такви работи. И мислам дека дома ја освои наградата затоа што темата ми е така блиску до, не знам, тоа што би му се свијал исто и на Милан Младеновиќ, се викам. И веројатно сум им се допаднала и дека е поразлична од сите други песни. Не знам што е вистинскиот фактор што поради кој што ја освоив наградата, ама и после тоа многу убави работи ми донесе таа награда. И многу сум благодарна, немам друг збор што да кажам, и го правам ова стварно од вистински искрено, без никакви посебни намери, и тоа се препозна. И мислам дека така треба. Па да, затоа што не може човек толку долго да лаже. Па се препознава сега, знаеш како, пак ќе го спомнам со гостувањето, ако се оно што ти го нудиш како артист е многу скромно, многу певливо, многу сладко, многу поинакво од се што имаме тука, не само во Македонија и на Балкан. А понатаму одиш на секоја утринска или глумиш нешто низ град, ќе видат луѓето дека не си тоа што си, затоа што ќе лажеше на година, 2-3, после ќе те провалат. Да. Дека едно збориш, друго правиш. Дали Милан Младеновиќ наградата ти понуди, хајде да речеме вака, ти понуди некоја соработка со Србиве, со Хрватите, имаш ли со некои артисти од таму соработувано, правено нешто заедно? Да, па тоа е интересно. Ми понуди премногу, значи до момент се поздравувам со некој артист. Јал може сарадњу? Мислам како, окей, во рете. И имав премногу понуди и не одбив никој, ама сите ги оставив на чекање. Зашто пак мислам дека јас се осеќам како јас да имам многу што да кажам сама, имам многу песни во компјутер што треба да се завршат и да ги извадам, а не сакам и да претерувам со соработки, зашто веќе имам потенцијални соработки. И со наши луѓе, и со Србија, ама не сакам да најавувам ништо, пошто пак, како што сама искрено ги правам и толку сум посветена на секоја една песна, уште поголемо внимание треба кога е со некој друг направена. И тоа е мојот начин. Значи, пошто ја не штанцам, јас подобро ми е да имам 10-20 добри песни, една по една, отколку да имам 3 албуми неслушливи со по 15 песни, а ни една песна да не запамтиш. И мислам, може би не е правиот начин, ама тоа е мојот начин. Па тоа е најважно, да. И така ми е и за соработките. Значи, не ќе да биде само ради реда дека ние нешто тука сега сме. Туку баш сакам да е како што треба. Еве, со Дук е песната, што направивме, Убав ден. Тоа е една песна ја што си ја имав во фиока долго време и никогаш не ја завршив, пошто не беше правиот момент. И Дук ја се запознаваме, ми беше на концерт, ме викна кај него, тука имаше едно мини студивце. Седнавме и само ја почнав да му ја пеам песната, он почна на клавир да свири. Одма ја направивме во 1 саат. И знаевме дека, значи едноставно знаеш кога нешто ќе направиш и знаеш дека треба да се пушти, знаеш. До сега таков момент ми се нема десено со некој друг. И веќе работам со некој, така да нема да не откривам уште сега, ама така треба да биде интуитивно и треба да е или кликнува или не кликнува. Да, нема што да го мозгам. И нешто што многу ме радува сега, баш пред некој месец, не знам, баш бев тажна тој ден, и некој ме тагна на Инстаграм и отварам, ја ставил Убав ден
како позадина на едно видео. И кликам на песната, кај што можеш да видиш каде се е искористена. Имаше преку 100 рилови на Инстаграм, што е искористиле песната и тоа риловите се нешто, не знам, фамилија со деца, нешто се снимиле, не знам, парови. И тогаш го видов тоа и си реков, во ред, окей Едина, као не можеш да бидеш тажна. Мислам дека ова е доволен доказ дека си окей и треба да бидеш окей. И не знам, песната пред кога ја извадивме, пред 2-3 години и уште живее. И јас сакам такви песни да правам во животот. Што ќе живеат. Не мора да се многу песни, ама нека тие што ги направам сакам да живеат. А што е со, сега ќе ме поправиш, бидејќи има и за таа испод, Не сум твој сон, дали е тоа последната издадена или сум грешка? Последната е пред 4 месеци. Да. Какви се реакциите? Баш прочитав убави коментари, мене ми се допаѓа многу испотот. Какви се реакциите за таа песна? Да, па интересно е, пошто така е свежа е, по да речам апдейтирана, не стилски, туку како аранжмански од претходните песни, има многу повеќе слоеви во неа. Јас ја пишував сама, ја пишував година дена, па кај Драги ја носев, па за 2-3 месеци ни требаше за да ја довршиме. Ама Драги направи тука многу магични работи, немам коментар. А и за спотот исто си е своја приказна, значи Сани, Александра Костадиновска, која што ми е долгогодишен соработник, јас викам во брак сме за слики, за такви работи, пошто она ги има направено сите слики што ми се, не знам, на ипито и општо, као цело време си соработуваме. И она беше режисерка на спотот и нејзина визуализација беше се што се случува во спотот. Долги месеци ни требаше прво само за да се изорганизираме, идејата да се направи, па Дарко камера беше, чеки, ова беше пред неколку месеци, веќе ми се мешаат информациите, да. И Лука Тошев е нели таму како главна улога заедно со мене и не знам, знаеш, кога работиш со убави луѓе и од внатре и од надвор, и Сара Стојчевска е важен момент, она за аутфитите и за шминка, за коса, за такви работи се замараше. И кога правиш со такви луѓе некаков проект, нормално дека ќе испадне да е убаво и да сме сите задоволни на крај. Мене, ќе признам, правење спот ми е еден од најтешките работи, зашто, например, со песната сум се бафтала, сум ја пустала, мислела, снимала, преснимувала, правела текстот, мелодијата, акордите, година дена сум ми се посветила на песната и се треба и уште на спотот. Мене лично ми е тоа онака тешко, ама кога имам вакви луѓе околу мене што... Колку време се снима еден твој спот, да речеме? Па, за овој спот беа 3 снимања имавме од 5 сабајле до навечер, така да се снимаше доста. И тоа е напорно. Ама, например, уште во март-април договаравме, ама после летото ја не ни бев тука и тек септември-октомври го снимавме. Значи, траеше процесот. Исто така е со 0 денари буџет направен, така да... Ова сите ке нашто ќе ги прашам истото го зборат. Да, така да би сакала еден ден да можам да имам и спонзори, за да не можам да се замарам. Јас мислам и луѓето што треба да бидат и финансиски покриени, да бидат. Добра, за тоа еве како е кај нас, нудат ли сега само компании, не може компании се да спонзорираат, ама се наоѓаат ли пари, еве ако не се од настапи, да речеме, од влезници или од местото, како и да ви се вас договорите кога договарате свирки и настапи, од кај еден артист во Македонија може да побере пари, дали доаѓаат луѓе да ти понудат пари, да речеме, дали е тоа компанија, дали е тоа некоја институција, заинтересирани ли се воопшто да инвестираат во култура? Ќе кажам инвестирање затоа што самата ти кажа ти не сакаш да штанцаш, туку сакаш да оставиш нешто, затоа што дури да прекинеш да се занимаваш со ова и да поминат 50-60 години од сега, сите што се бават со уметност оставаат некаков легаси, оставате нешто позади вас. Сакаат ли луѓето тука да инвестираат и дошол ли, ти стасал ли мейл Едина за спот ние ќе платиме? Да, не ми стасал таков мейл.
За жал. Ова е напорака да стас. Да. Нека пратат. Скоро сум отворена за соработка. Не, да знаев до сега, ќе имав сигурно, мислам, ќе се знаеше тоа. Не знам, јас сум многу... Сега, и не ми е мене тоа работа, искрено, како артист, сега јас да се бафтам со такви работи, што технички треба да се бафтам, да барам спонзори и Ма не можеш и тоа уште да Да. Тоа е тука проблемот и тоа е, да речеме, една моја слаба карика, да ја наречам, и е момент што уште не знам што правам со тоа, ама имам надеж дека ќе се среди, ќе се дали ќе се појави спонзор, дали јас ќе побарам некој, дали некој човек ќе ми помогне со тоа, е многу отворено, пошто сум менеджмент и такви работи. Ама ова е случај со другите луѓе од сцената и што се бават Па со да, ова, не си ти... има артисти што многу добар бизнис мозок имаат, за разлика од мене, и што знаат како да отидат до нека компанија и да побарат пари за нешто. Ама на крајот не ни ви е вас работа сега, па знаеш не ни е, како. да, и не ни е работа и заради тоа и се викам, и од друга страна па, јас сум DIY, нели, како што викаат од DIY хардкор панк сцената. Добро, има кај нас се уште постои принципи за естрадата, знаеме дека имаат менаџери, веројатно имаат, сега веќе немаме ни ние толку од естрада луѓе што се кузни колку популарни или што создаваат музика многу. Имаат ли луѓето од сцената менаџери? Мислам, глупо е прашањево, немаат, сите снимаат спотови за без пари и наоѓаат кај да свират, ама веројатно тоа ви помогнало кога Дина Јашареви имала менаџери. Да, само не постои таков човек кај нас. А постои ли во другите места, затоа што на многу места низ Европа си низ цел Балкан си настапувал или секаде е исто? Секаде е Луѓето исто. од оваа сцена прават се сами. Да, од цел буквално каде и да отидеш, сите на истото се жалат. Значи имам другари во Хрватска, истите проблеми ги имаме. Само што ние сме многу подно од нив. Например, ние со најосновни услови се бориме, кај што они се бориме со истите работи, немаат само што они, например, ќе добијат неколку илјади евра од некоја продукција за да ги, например, лейбл. Ние немаме лейбл. И тие што ги имаме, не можат многу да ти понудат. И сега, јас, например, лично за себе си размислувам, сум добила и понуди од лейблови од низ Балкан, ама тоа што го нудат е дистрибуција. Дистрибуција, мање више, јас ки си ги стам песните на интернет. Во денешно време, да. Е сега, тука, а некој финансиски да ми вложи, да не се замарамич за правењето на албумот и за спотовите, добре дојдени се такви лейблови ако постојат и сум отворена за соработка, ама такво нешто не постои. Например, во Хрватска има повеќе такви лейблови што ќе вложат пари за да го направиш албумот како што треба и после они нивното лого нека стои, преку нив нека биде издаден албумот, ама јас сум тука човекот што сама вложува за се и после да имам нечие лого или нема некој смисла. да каже дека они го изделе мојот албум, што јас сама сум се замарала да го направам, ќе преживеам без тоа. Ама муабетот ми е дека сек да се борат со истите работи низ Балканот и едноставно мислам дека па и за тоа и ние сме многу добри од тоа што го правиме. Кога ти се бориш од ништо да направиш нешто, тоа значи дека стварно го сакаш тоа. И го забележуваш ли тоа кога сме, бидејќи јас сум го приметила, кога одам на нешто од работа или на некои конференции, семинари, било што каде што има луѓе од цела Европа, некојаш и подалеку, ами и од цела Европа, дека баш поради тоа што ние сме немали растејки толку можности, ни немаме ни сега толку можности, и сикам, па јас да можев да студирам на вашите факултети и да имав пристап до се што имате, што ќе правевме ние. Да. Па мислам дека колку повеќе имаат, луѓето толку се помрзеливи и понекреативни, дори би рекла. Јас мислам дека ние имаме, например, за музика можам да зборам.
многу квалитетни свирачи, квалитетни бендови и квалитетна музика. Ако направиме споредба, тоа и Калин го каже, значи сега да не се повторувам, ама имаме стварно многу квалитетна андерграунд сцена и би рекла дека имаме од кај нас нема бенд што ќе звучи лошо. Нема да го слушаш во живо. И да споредиме со хрватски, српски бендови, нашите, значи нема бенд што не е стегнат на сцена. За андерграунд зборам. И тоа е доказ дека ние од толку што сме за греота, многу повеќе се трудиме. Да, и многу повеќе бараме и валидација. И затоа и тоа потоа нас изгледа ни фали многу... само малце поише самодоверба ни фали. Самодоверба да стоиме за тоа, пошто го имаме тоа. И еве, затоа викам, мене ми е пружена шанса да правам турнеја низ Балкан, и нагоре. Еве, лани бев и во Полска, и во Унгарија. Да, во Краков сте биле, да, така, во Краков свиревме на фантастична бина сред плоштата, огромна бина. Свиревме и преубаво си поминавме и публиката си помина преубаво. И тука се шансите, само треба да одиме да ги земеме едноставно. Немаме, да, тоа еве, ти го спомна со самодовербата, бидејќи бев минатата недела во Романија, нешто од работа, нешто за подкасти, тоа зборувавме со колешка што е со пријателка, и она го спомна тоа дека нас ни фали малце повеќе самодоверба, бидејќи одиме негде и гледаш дека нашите проекти, нашите продукти, нашите песни изгледаат многу подобро од другите и ние сме се потрудиле 50 пати повеќе од нив, од срам да не бидеме лоши. Може би не знам дали го доловив кој што имам, од срам да не бидеме полоши од другите. И излегуваш и гледаш и кажеш, па човече, ние не дека сме са најдобри, подобри, ама сме еднакво добри колку сите. Да, го кажувам, да, и јас за тоа така го кажувам, во контекст дека ние сами си се кочиме некако. Се кочиме и си се подценуваме. И само мислам дека затоа верувам во мојата генерација и во генерациите после мене вака за музика, дека само така, само напред. Еве, тоа Луфтанза се што го прават, само напред. Они се многу добри. Јас срам ми е ова ќе го кажам, добри, они се релативно нови. Првпат ги слушнав годинава. Не знам како, ама среќа што ги чув. Ама ги слушна, да. Мене, може би сега некој ќе ме свати погрешно со споредбава. За музиката не сум баш сигурна дека можам да ги споредам со еден бенд, ама целиот оној наратив и оној сторителинг што го имаат во пењето и текстовите, дури и гласот, мене страшно многу ме потсеќа на некоја нова млада верзија на Архангел и на Ристо Вртев. Може би некој ќе ме фати сега погрешно од нив што ги слуша и нив што ги сака, или они ако ме слушаат, ова е комплимент, ама јас реков као, абе, ова е нов Ристо Вртев, може и подобар. Значи, толку им се добри текстовите, толку е добра музиката, толку се добри спотовите, што јас ги споделив на Facebook пред некое време и реков, сакам да имам 15 години, да се чекаме во парк на Мече и да имам симпатија од бенд. Да. Толку се многу добри. Скрос, и многу ми се свија како цело движење, цело движење прават на, значи каде и да се они гледаш цело на као река од луѓе што одат да ги слушаат. И тоа е тоа, мислам секоја чест само се молам дека ќе трае ова и дека ќе стануваат се поголеми и поголеми. Да, јас верувам во вашата генерација и навивам. И многу се израдував кога видов едно видео дали од Трн МК или од негде, кај што прават анкета нешто, што слушате периодов и многу луѓе рандом минувачи кажуваат Луфтанза, викам да е супер, многу се радувам за тоа. И еве пак врне многу дожд, значи се е се е символика. А исто, уште нешто сакам исто интересно да кажам, дека они се мислам дека корчагинци се повеќето од нив, а и јас исто сум од Корчагин, па... И ти си од Корчагин? Да. Значи, секојаш бендовите се или од Орци или од Корчагин. Дали е тоа така и во твојата генерација? Поима немам искрено. Орце особено, значи тоа секојаш било. Ама има доста така меѓу гимназијалците, затоа што се негува таа некоја култура на заедно правиме нешто, организираме свирки и такви работи, пошто нели
ако во гимназијата фокус се става на математика и на такви работи, ние уметниците мораме нешто наше да си направиме. И постои таа култура се раѓа таму, што е многу убаво, а во исто време мене ми е многу жално што музичките училишта, например, немаат таква навика. Затоа што музичкото средно нема такви бендови. Нема, се преоптеретени со толку настава и јас знам од генерација што учеа таму, они се само преоптеретени со настава од сабајле до вечер, што е толку жално, а ти си уметник и треба да одиш од школа како во војска од сабајле до вечер. А наместо да те мотивираат и ти да искреираш нешто, таму е баш строго забрането. Креирањето е баш онака кога ти не си достоен да креираш, кој си ти. И само учиш и учиш. И затоа сакам една порака да дадам до луѓето што размислуваат, ако некој што сака да се запише средно музичко го слуша ова, нека се запише во гимназија. Тоа е мојата порака. И јас тоа си го велев затоа што ја заврши во средно медицинско, каде што исто беше дека строго сите учеа. Стварно мислев дека нешто не е во ред со мене и морав да се дружам со луѓето од Орци и од Корчагин, затоа што јас пишувам. Оригинално и така новинарството го засакав од пишувањето и во една таква стерилна средина, ета гледаш pun intended, немаше место за луѓе као мене. За медицина е окей. И прифатливо, ама кога си во музичко е неприфатливо да нема простор за креативци. Јас морав да се дружам со луѓе од гимназии, за да може да си правиме моабе за нешто друго освен за медицина, што страшно ми фалеше. Ама сметам дека во сите средни треба да се охрабруваат луѓе што се креативци. Затоа што не знам дали си го имала ти тој проблем, но многу луѓе што се бават со креативна работа, сме го зборувале тоа, што сме биле дали во гимназија, во медицина, во основна, што некако секогаш бевме тргнати на страна. Јас дури некогаш се прашував дали сум глупава, а другите деца не се. Затоа што ја не размислував така, јас не мислам дека сум нешто над тие луѓе сега, што се бават со многу прекрасни професии, но мојот мозок не е програмиран да учи така и јас не можам да учам така. Јас бев дете што многу сака да збори, сака да пишува, ете тоа ми е сега професија. Ама го чувствуваше ли ти тоа така дека креативните луѓе во Македонија од деца се тргнати на страна и многу често се карактеризирани дека ние сме проблематични, мрзеливи, дека не ќеме да учиме. Јас го имав тој проблем. Го имаш ли ти тој проблем растејќи? Да, буквално имав искуство во Корчагин, нели од 8 паралелки, нели треба во трета година да одлучиш кој смер ќе одиш и помаја нели тој математичкиот, тој врховниот, тоа е целта што треба да се постигне во животот и сите други се онака. И нема врска, од 8 паралелки 4 се ПМ. ПМВ е нешто тоа природни науки, еден таков или два такви имаше, ОХ е нешто општествени науки. И после, значи постојат и тие нешто ОХБ бев јас, тоа беше филозофија, психологија, ама тие бевме ние што не ќеме да учиме багабонтите уствари, тие што се за греота кидат ОХБ, така беше гледано во Корчагин. Постојат уште два смерови што во Корчагин нема шанси да постојат, меѓу кои што едниот е уметничкиот, кај што се учи, не знам, има глума, има музика, има сите уметности, има и ликовно, и таму е фокусот. Има и мислам дека баш така сценски говор, пишување, такви работи. Што мене тоа ми беше сон, јас такво нешто да учам. Ама во Корчагин нема шанси. Значи, во Корчагин само, дури ОХБ беше гледано така, како овие багабонтите. И мене ми е тоа преглупо. Зашто не може сите деца да ги бива исто за исти работи. И прелошо е да се ставаш ти со гениалци по математика на исто мерило. Например, јас да се ставам. Јас заради тоа имав многу нема фич само доверба, пошто бев катастрофа по сите предмети. Иако имав, значи 5.00 бев, имав петки по сите предмети, ама ја не го сакав тоа и мене не ме биваше така, како што ги биваше 90% од моите соученици за математика или програмирање. И мене тоа ми правеше страшни
да се запрашаш што е со мене. Ама па, јас затоа со музиката ми беше тука и затоа си се фаќав. Ама кога ќе дојдеше време на час по музичко, да е мојот момент, ајде учете нешто друго. Решавајте си задачи или нешто учете си. И тоа е до професорите едноставно. Јас мислам Тоа е дека дури и треба. во основно, никој не проценува некого за што би го бивало, во кој правец би одел. Ако имаше некој на време да забележи што јас треба да работам, јас немаше да отидам во средно медицинско, ама Да, баш никогаш. И па тоа чест на исклучоци и за жал се помалку такви професори, ама реално треба професорите да и наставниците да те приметат и да те поддржат. Епа јас ја имав таа среќа да ми предава Ване Јовчев, поздрав до Ване. Во основно, он го држеше мандолинскиот оркестар во Дане Крапчев и во МКЦ. И он мене во 5-то оделение само ме слушна како тактирам, како читам ноти и како ги тактирам нотите. И ми рече, ти треба со музика да се бавиш. И ме форсираше цело време, ме тераше. Ја тоаш не ни знаев дека пеам, јас си пеев онака, не ни знаев дека нешто имам осет. Ме тераше да учам ноти, да свирам на мандола, јас плачев, прстите ми крвареа. Мандола е као мандолина, само многу подебели жици и многу подлабоко звучи. И ме тераше. И устои, јас сум ден денес преблагодарна што он тоа го приметил во мене и што ме форсирал од мала. И такви наставници, професори, секоја чест и треба да постојат се повеќе такви. Да не се исклучок, туку тоа треба да е Да, правило, да е да е систем. така, да. Не мора да е само за музика, некој може би ќе бил Даде за многу било добар што. научник, ама Да. немал добар наставник по физика, да речеме, или по хемија. Да. Баш на некој подкаст го слушав тоа за баш за физика, гледа, не ми текна кој човек беше, ама ништо Колку е важна го кажа како физиката. пример. Ако некој мене физика ми го представи како правиме експерименти, ни носи некои работи, ни покажува, знаеш, практични работи, можеби, ако јас видев дека физика е интересно, можеби и ја со физика ќе се бавев онака, ама не, пошто физика е онака предосаднен предмет, само некои формули се учат. И го учиш колку за да помине. Да, тогаш нема да се заинтересирам за физика, нема да станам научник. А имаш ли? Можда не ќе да има научници поише. Па сигурно не ќе. Можда е Во нечија агенда. ова. Може би, да, уште малце ако позборуваме ќе откриеме и дали не прскаат со авион. Замисли. Ќе те лупаат после по портали Дине. Ти реков Дини, имам другарка што ја викаме Дине, извини. Така. Дине и Анекта дебакираат големите Митови. вистини. Да, и митови. Па би било интересен наслов, зашто секако се водиме според она глупавото, секој пиар е Да, пиар, па нека му е мислат. Па што, веќе си направиме наш нов подкаст, ајде. Да, знаеш дека тоа би било интересно. Ајде би така ни тргна сега. Да не ги продаваме идеите пред камера после. Ќе се договориме после. Пошто знаеш како се е пари. Ќе ни ја џапне некој идејата. Ги мрзи да работат. Јас тоа сватив кога мислев дека некои големите гранди идеи ќе ми ги укради, после сватив дека на луѓе не им се работи. И тоа ќе ми беше следното прашање. Сега луѓе може мислат дека ти си се родила со таков глас од Господ паѓаат работи. Сега јас една моја теорија да ти кажам, па ти поби ме ако не е вистина. Ајде. Дали за музика, да речеме, е многу поважна работата и тоа колку некој од мала е изложуван на работи, затоа што имам во моја околина перфектни примери на било кој што пробал да се бави со креативна работа и кај што баш усрал, бидејќи знаел дека е многу талентиран. Многу убаво го склопи. Да, ај па, да, првичната реченица секогаш што многу често сега се кажува е дека нели 90% работа, 10% талент. Вистина е дека во работата е магијата, ама па не може без тој талент, таа интуиција, тој осет. Јас пак колку и да зборувам дека јас работам, јас без да се посветам на ова и сати да имам вложено, немаше сега вака на ваков начин ова да го правам, ама вистина е дека првично
сум имала некаков глас, баш од Господ даден од мала, што сум си пеела и што имам, баш си слушнав една снимка, кога сум имала 10 години, пеам песна од Хана Монтана и го слушам тоа и викам, вау, колку онака без никаков труд пеам точно и така, интуитивно само, како дете и има у тоа, знаеш, као важен е тој момент, ама тоа е важно да се негува, тоа е важно и да не те удри нели у глава тоа, колку сум јас талентиран. Тоа е најлошо, затоа што јас мислам и знам луѓе што и не биле многу талентирани за работи, скоро ич, и што се многу поуспешни, Да, многу подобри да. од овие другите, затоа Да. што се трудат многу повеќе. Да. И има вокалисти што се феноменални, што можат да прават страшни работи, ама само зашто само на тоа се повикуваат, ништо не постигнале во животот. И јас за себе не би рекла, ја не сум некој вокал, само сум научила како на прав начин да го користам и да го, нели, да го тренирам. Да, најмногу е работа и приземјеност. Затоа што ако нешто си дозволиш да те летне од земја, а реално во оваа земја ти да те удри слабо во главата е за греот. Мислам, колку луѓе може да те знаат? 1.800.000? Во најдобар смири случај. се, во најдобар случај, као окей, смири се. Кога тошеш од онака не можел човекот до продавница да отиде на рад, е таков приземјен лик што мислам се познава тоа по И само сите он интервјуа во што се Македонија да гледаат. бидеме Да. реални. Да, мислам, да, пошто ако земеме за пример за некој што стварно е успешен и онака е екстремно популарен човек и талентиран и све тоа, кога тој човек може така да се однесува, тогаш никој нема право да Да си се нашла во момент да прави се нешто. подзанесеш, па да си се смириш Тоа треба- самата дека мислам дека треба тоа некој од моите блиски да ги прашаш, пошто јас не би знаела, ама се трудам да се држам, мислам, пак реалноста каде живеам и со кои работи секојдневно се борам, ме приземјуваат доволно. За да не морам да се правам дека сум некоја старлета, а после колата ми се расипа хладњакот и треба да најдам пари за нов текнува, као тоа е реалноста што ме смирува и дека седи, као не се прави дека си нешто. Ма тоа не знам дали се забележала дека нашите помладите генерации се многу свесни за тоа, отколку генерации претходно. Јас го имам тоа видено и со колеги, веројатно кога само телевизијата бил единствениот визуелен медиум каде што тебе може да те видат. Никако ние многу полесно го имаме прифатено дека мене после прешава не ме знае никој голема работа ако сум работела на телевизија. Немам пари за сакото, кој од каде отишол по конференции, по работа, купил некое поевтино и изгледа дека ти са ние нешто туку убаво изгледаме дотерани. Ма никако ние помладите генерации многу сме посвесни за тоа. Ти што мислиш? Ами мислам дека малце поназемја сме од малце од бумери. Па немам на ова, стварно не знам што да кажам. Зашто и јас сум си во одредени кругови Или кружам. зависи од бабалот, кој во Па кој да. круг е. И многу често не сум свесна како размислуваат повеќето од луѓето. Има ликови, значи веќе ми текнуваат во главата луѓе што си дозволиле да дали тоа колку се они талентирани, дали се тоа колку и стварно многу јаки, секогаш за музичари ми текнува прво, пошто прејаки музичари, гениални, што дозволиле тоа да се помеша со обични некои човечки особени што треба да ги имаат, а ги немаат. И затоа и ти убаво го кажа тоа. Има луѓе што не се ништо посебно талентирани, а се многу успешни и направиле многу, затоа што пред се прво се луѓе, имаат некаква работна етика и се луѓе. Тоа е тоа. И јас секогаш сум најголем фан на луѓе што не се ништо посебно еве ми текнува на одредени
пејачи пејачки што ништо посебно не пеат, дури често си подфалшнуваат, дури во студио немаат совршено снимени вокали, ама ги обожавам и ги слушам дење ноќе и тоа што, например, еве сега ми тикнува на Бернис пропаганда, на не знам, гласот на Тина, како таа го користи и како какви текстови прави, какви приказни прави. И како, не знам, ја слушаш песната и во главата и во телото чувствуваш тоа што го чувствувала и не знам, и Васко исто, еве и со 21 век. Значи, јас сум заљубена во нивната музика и има приказна и се гледа дека тоа е од душа направено, колку и да вокалот на Васко не е нешто да не е некој школуван оперски пејач што знае најдобра техника, туку е човек што го живее тоа. И јас тоа кој ќе многу знае повеќе тоа го што ќе го почитувам. слушне? Јас нема да те слушам во живо или кој ќе те слушна музиката, не можам јас да направам разлика во свирењето, која нота е, што е, дали имаш фалш направена, ама ако ај сега многу е глуп изразов, ама ако некој се занесува и гледаш дека е фейк, Да. нема да дојам пак на концерт. Јас го имам многу пати приметено и сум престанала да слушам некои бендови или да читам некои автори или нешто од самата таа супериорност и глумење лудило, затоа што знаеш сега, извини ако јас не знам да пеам и да свирам инструменти. Јас сум си дошла да си поминам убаво, дај ќе збориме за времето или за нешто друго, ако не утепајте ме, пошто не знам да свирам на клавир. Да. А да знаеш дека постојат такви музичари. Постојат music police, што ги викаат, Као грамар што се наци, они се најболја, буквално. Они се најболја, они најдобро знаат да свират и одат на концерти и слушаат и го гледаат бендот вака. Овој гитаристов. Има такви зошто? луѓе. Има такви луѓе, не знам. Мислам, пошто концерти, особено кај нас, каде што дали си на рап журка, дали си отишол на техно, дали си отишол кај Дина, дали си отишол кај било кој бенд, публиката е иста. Затоа што ти ако слушаш тој со Каљо, колку го спомнавме, треба да се уши му горат. Ако некој отишол кај тебе, ќе отиде и кај нив на свирка, ќе отиде на Да има АНАО, таква заедница, ќе отиде на Пистолера ако извади нешто ново, затоа што луѓето што слушаат рап, слушаат и рок, слушаат и некоја друга алтернативна музика, малце сме и сите одиме на сите тие концерти. Сега ако јас дојдам кај тебе, очекувам дека ќе сретнам нека другарка, другар, комшика, луѓе што знам што идат на исти места као мене, така што Да, па тоа ми е многу интересно, не знам, на луѓе, еве, в септември правеа концерт 21 век во МКЦ, во Денсинг, и во публика се најдов меѓу луѓе кои што ги гледам кај мене дека се во публика. На мој Истата концерт. публика и мене тоа е. ми е преубаво. Уживам во тоа. Истото е со хардкор бендови, ева Да. например Смат, јас не слушам хардкор, нешто друго се нив уште неколку бендови, ама па и таму ќе видиш секаква публика, не се луѓето како во униформа облечени, ќе најдеш некој во мајца со бенд, некој као мене и тебе облечен, некој што дошол на штикли, бре, бил фанови некаде. на музика, едноставно фанови на музика, и тоа е тоа. И тоа е публиката што јас сакам таква публика да имам. Ја не ќе да имам милиони луѓе во публика што дошле, а пошто нешто. Баш сакам луѓе што сакаат музика. Подобро ќе пеам пред 50, пред 100 души, што стварно дошле тука за музиката, отколку пред милиони, пошто нешто тука се дешава. Или па пред снобови, мислам, извини, ама има музички Да. снобови. Има. Нели на почеток почнавме со тоа дека колку музиката спојува се, и мислам срамота е во денешно време каде што на еден клик се ти е достапно, било кој изведувач можеш да го чуеш и на YouTube и на Spotify, на Apple Music, на било што, ние да кажуваме дека слушаме само еден жар на музика, како тоа
Беше интересно пред 15 години во парк и ние што слушаме ова седиме на тој ќош во парк, тие таму панкери биле. Значи слушаш што сакаш, човече, сега е без пари музик. Да. Може пак е глупав муабет, ама сега е без пари музиката на интернет, не можеш да одиш да купиш CD. Не верувам дека вие може сега реално да живеете од купување на CD-ња, затоа што и ти самата создаваш музика, ама користиш Spotify, користиш YouTube, го користиме благодетот на интернет. Да, што не беше порано. Да, и тоа е све окей, што е така. Да, па тоа е интересно, пак ми текна еве на моментот што преска го спомнав дека нема такви жанровски поделби и дека еве и мојата генерација сите сме различни жанрови, а сме заедно и заедно функционираме. А така и нели публиката е мешана и тоа многу ми се свија што се рушат тие бариери, зашто јас сум нели сум розовата принцеза што си пее неосол и си леткам и пеперутки и све тоа, а сум и панкерка во исто време, во смисла мојот начин на живење и како функционираме доста панкерски. И бев заедно со 21 век на 2 мини турнеи и во Словенија ви беше така, и во Будимпешта. Да, така. Да. И вау, браво. Значи, мислам дека подобро од мене ги памтиш работиве. Морам јас домашно да напишам. И тоа, знаеш, тоа ми се свиѓа тој дух на заедништво и заедно сме во и сите сме исто и тоа е тоа. Дали си панк затоа што си панк или затоа што си од Ченто? Тоа иде едно со друго. Гледаш, значи не може пак јас изгледа сите што се од приградскиве места мора тука да јас сум од Рачево. Тоа е тоа, тоа е тоа. Значи јас веќе вака не викам никој што живее во центар изгледа така испадна работава. Мислиш ли дека готово ова са на секој ќе му го поставам прашање? Верувај дека не е случајно тоа. Не. Можат ли нас да не разберат луѓето што се од други населби? И од сега сите што сме од по селата и од периферија ќе ги прашува. Може ли нас да не свати некој што е роден во Капиште Здина? Не може, не. Мислам дека си се контаме на посебен начин. Ова треба серијал посебен да го направам. Може ли нас да не сватат? Да, запиши ги сите овие идеи, после ќе продискутираме да не слушнат, да не ни украдат идеите. Баш. Ама има вистина во тоа, кога јас ова сум го зборела со многу луѓе, дека се осеќа кога сум со некој што не е од тие центарски населби. Не знам зошто е тоа така, ама се осеќа и има посебен клик со такви луѓе. Ние пак имигриравме у населбите сега, не дека не отидовме таму поблиску да живееме, ама... Добра, ама по родум, потекло, си го имаш тоа. И гледаш дека само ние секаде нагласуваме од каде сме, секогаш не викам дека сум од Скопје, од кај си од Рачево сум. Јас сум првин од Јас сум првин Драчевка, па после све друго. Ама и тоа е многу убаво. Мене тој локален патриотизам мене многу ми се свиѓа. Значи тоа баш го зборев, бев и Битола пред некој време, а тоа е и Принцес Донацо кога гостуваше кај тебе, многу ми се свиѓаш. Значи битолчаните особено си ја сакаат Битола и во нивните песни, добро се тоа се прилично трап песни, кај што си спомнуваат локални места, нели, она си спомнува таму за Бајро, бомбата, други Бајро, места, да. Не знам, во Камарите спомнуваат овие други, не знам, Јагода во Клубо, и си спомнуваат некои места и си го сакаат местото од кај што се. И исто така, страшни музичари има од да, Битола има многу некако и од посебни секогаш луѓе. имала уметници, Да. Горан Стефановски, Владко Стефановски се од таму. Првин од нив да почнеме, па се и Дуке е битолчанец, нели, ако не се лажам? Не знам, појма. Мислам дека е, ако не е, ќе не утепаат. Ама мислам дека е он е битолчанец, Каролина Гочева исто, значи има еден купи, баш се, они се пример за локал патриотизам. Да, јас барем ја имам, така мислам. Имам и во бендот битолчанец и во животот битолчанец уствари. Така да стварно мислам има многу квалитет во битолчани, не знам што е тоа, ама добро е. Значи ти се согласуваш за нас од периферијата дека се слагаме. Да, а јас цел живот си кажам, леле, зошто на моите мекам, кај сте нашле во Ченто да живееме, пошто секогаш бев најдалеку од сите и секогаш за враќање на кај дома
сум во контра насока. И особено нели кога нема возачка, по автобуси, по чуда, такси, Такси тие кошта 300-400 милион. денари, сега со инфлацијата, па не знам снеже уште колку. И секогаш ми беше као тапа, и се што правев ми беше мене во центар или подалеку. И ја додека во денот по 2-3 сати само во превоз трошев, мислам се разбираме. И цело време, леле зашто, ама сега многу си ја сакам на селото. А горди ли се од Шенто на тебе сега? Немаат мало име од таму. Види, на истата улица живееше и Ферус. Така да Ништо не е случајно. Значи тоа е сесија како што си треба и да, и Чентовчани се надевам дека се горди на мене, не знам. Знаеш, кога си најблиско до дома е со тебе најгрубо, ама така треба да е, нели? Малско. Уште сум тоа, тинчето ти, со гитарчето. Ама ако така треба, тоа приземјува. Ама да, интересно, баш интересно. Сега си ја сакам повеќе на Уште си во Ченто, така? Да, уште сум во Ченто и Ми не планирам да се селам. не, би се одселила, ама знаеш, почнувам да ги гледам убавините како тоа дека е поспоре животот во Ченто. Помирно е, потивко е. Најубаво се спие во Ченто. Уште снимам во мојата соба. Имав обиди, последните 2-3 години имав обиди да рентам на други места, да снимам. Најубаво е во мојата соба. Зашто е прво е најтивко е околу мене, нема бучава, нема ништо. И од тој аспект ми е супер вака за ова што го правам. Ама така, интересни работи, можда тоа доаѓа и со некаква зрелост, можда поимане. Да, ама и јас сваќам се од кога си иселив од Рачево. Дека романтизирањето на живот во центар било нака, ама тоа се валјда навики, ние сме навикнати да функционираме во една друга средина. Не, многу е попрактично ако работиш во центар само да попрактично. Живееш. Ама други некои работи И во помало место и во места како Ченто, Драчево, Радишани, Ѓорче. И Драчево многу ми се свија. Интересното е што луѓе што се уметници, луѓе што се локал патриоти, навијачи, многу различни профили сме научени да живееме заедно. Скроз. Со многу помалце предрасуди отколку некој што мислиш дека би требало да нема и живее удевар мало. Да, и многу по-споро се живее. Луѓето се така, кај си комши, шо преш комши, еве ливадата си ја косам, еве комши, еве. Па и да си исцуеш и да си искараш, да, ама да. ќе дое да ти помогне столици за слава да ти донесе, на пример. Тоа мене многу ми се свија што е така. Да. Не сме го сваќале тој благодет, јас да ти кажам. Да, не знам. Интересно. Ај, пред да привршиме, сакам нешто за прв пат да направам, затоа што така некако ми е баш убав муабетов. Сакаш ли еден споменар да направиме, да те прашувам прашања како од споменар? Ајде. Ај кажи ми име прво. А како мислиш? Баш како споменар, ко сте пишували вие споменар или не ја фатита? Да, ти кажам... Значи јас сега ќе ти кажам име, ти ќе ми го кажеш името, презиме, години и ќе ти прашувам прашање од споменар. Значи за мене за да тебе кажам, споменар, ајде, за добро, тебе ајде. па да затвараме. Ајде. Име, Дина, презиме, Јашари, надимак, немам. Години, 24, место на живење, Ченто. Омилена боја, Светло сина, омилено животно, мачки. омилено јадење, Омилено јадење. Бурито. Не си ти од Ченто осте. Што да боја ми кажа, омилен пејач или пејачка? Чет Бейкер. Баш убав избор. Омилен глумец или глумица? Лазар Христов. И тоа ти е добар избор. Ова ја треба само да поставувам. Нема доле поле за коментари. А симпатија имаш ли? Симпатија имам овој од Breaking Bad, Джеси.
Треба да го изгуглам, не ми текна во моментот. Имаш гледано Breaking Bad? Серијата? Имам гледано, ама не ми... Па, Mr. White, овој Джеси шо му е као... Аха, тој младиот, добро, плавиот. добро, Тој ми е добро, најголема добро. симпатија Не за сум била секогаш. јас толка фан, нешто имам гледано, пошто беше серијата многу. Дали имаш порака за крај, нешто кажи, нешто напиши во споменарот на Некта. Рандом порака? Па рандом порака што и да ти лежи на душа. Една... О, чекај, леле, сега многу ме стави вака на овакво. Многу работи кажав денес. Не заборавај да одмараш и да спиеш. Многу убава порака. Да. Ја пак со полето за коментари, јеби ga. Ако Ко ти за звукот со професионалната треба нека да зачепам. Мислам дека уште 4-5 сати имаме простор да правиме муабет. Извини ако нешто пропуштив да те прашам, бидејќи иако си имаш 24 години, има уште многу да се муабети и за твојот живот и за твојата работа, но јас ќе си оставам простор да ми доеш пак и да ми бидеш гостинка. Не знам кога би било тоа, ама на следното нешто многу големо, 20 години нема да ти чекам од кариера. Не. Ама за нешто ново големо и убаво, сигурно ќе се видиме, ако не ќе се видиме низ град. Фала ти стварно уште еднаш што после медиумска пауза одлучи да дојдеш и да бидеш гостинка во Некта. Благодарам и јас уживав и така и очекував дека ќе биде. Така да баш ми е пријатно и мислам звони кога сакаш, јас од Ченто до тука со точак имам 30 и нешто минути, така да тука сум во моментов и ќе се видиме како и да е. Тоа е тоа.